Почна како Наташа од Трето 3 во Дајте музика и детското драмско студио пред многу години. Денес има лидерска позиција во маркетинг и комуникацијската индустрија и размислува на каде оди оваа индустрија во време кога вештачката интелигенција сериозно не менува сите. Визијата на Наташа Божиновска-Миркова во последната епизода на Newbiz подкаст. Добре дојде во Newbiz. Добре ве најдов. Благодарам на покана. Ната, знам дека имаш авантури во повеќе различни области. И ако треба да се вратиш на кои ти се клучните моменти во кариерниот пат што те довеле до тоа да влезеш во комуникацијска индустрија и да водиш комуникацијска агенција, што би рекла дека е тоа? Интересно е бидејќи можеби доскоро не бев ни свесна од каде се ми доаѓаат, да речеме, некако искуствата кои што ме дефинирале и кои што ми дале можност да можам да го одам овој пат денес, кој што цврсто чекорам. И не се работи тука само за кариерниот пат од позиција на образование, туку малку и претходно. Имав среќа, кога бев дете и кога бев многу мала, кога сите деца сака курсеви, различни, активности. Во тоа време јас што и да побарав дома, зборувам за некоја 6-годишна возраст, кога тоа станува интересно. Јас што и да побарав дома, ми велеа, сакам на англиски, не треба да одиш на курсеви, ќе те пратиме едно лето во Лондон, ќе го научиш јазикот. Сакав балет, не, тука ќе ти се деформира телото, никако тоа. И нели, родителите тука, кога си ти се уште мал и мораш да ги слушаш и сметаш дека нивното е најисправно. И јас инсистирав да имам некаква активност, веројатно сум досаѓала. И се случува, се сеќавам, седам во дневна, петок вечер, на македонска телевизија, оглас, дека детското драмско студио во македонската радио и телевизија има потреба од запишување на деца во детската радиодрама. Беше 9 часот навечер. И јас викам, сакам да одиме утре. И моите, за да ме откачат, веројатно, и да помине целата таа моја инсистирање, ајде ќе одиме. И се сеќавам, тоа беше сабота, влегуваме во македонска телевизија на портирница долу, преку 200 деца имаше, мислам дека, кои што дојдовме на таа аудиција. Немав појма, сериозно немав појма каде доаѓам. Јас знаев дека сакам нешто, појма немав што е тоа и што ќе ме очекува таму. Цел ден седевме нормално едно по едно. Мислам, во тоа време, јас гордо можам да кажам дека во тоа време македонска телевизија, зборувам за почетокот на 90-тите години, беше институција и беше поим за тоа како треба да изгледа една радиотелевизија. За мене тоа беше се фасцинантно, како мало дете, се ти изгледа големо, студија, простори, самиот хол. Покапавме цел ден, значи до 4-5 попладне, додека да поминеме сите деца. Едно по едно на аудиција, влегувавме во просторијата каде што беше Софија Гогова, Прчаковска. После моите родители, мојот прв сериозен ментор, кој што ме има обликувано многу позитивно во животов. И нели завршува аудицијата дента, тоа беше вербален разговор. Јас немам појма што е сега понатаму, подоцна се јавуваат, имаме втора рунда, значи прва селекција помина, имаме втора рунда пред микрофон во студио, имаме трета пред камера. Од тие 200 деца, мислам дека, влеговме 6 или 8. Не се сеќавам колку. Јас до ден денес не знам што било тоа, што за мене било пресудно, како дете од 6 години, кое што рекле Наташа треба да влезе помеѓу овие 6 или 8 деца. Самиот ангажман таму, прво, тоа беше едно прекрасно искуство, прво од аспект на образовен процес. Скоро сватив и скоро се потсетив самата себе си колку всушност јас имам од таму едукација и знаење кое што ако се сконцентрирам можам сериозно да го искористам. И тоа ми се случи на последната конференција што ја правевме во декември месец за The Economist Meetup. Бидејќи тој начин на јавен настап, тој начин на обраќање,
тој начин на фокусирање, на дикција. Значи, ние прво не смеевме да користиме ништо друго освен литературен македонски јазик. И за мене, денес, тоа е пораз, кога на телевизија, било каков јавен настап, кога ќе видам дека луѓето не знаат она вербализација да ја пренесат на ниво на кое што е достојно, да речеме, за аудиториумот. Од друга страна, учевме цврсто држење, како стоиме, како диафрагмата треба да биде исправена за да имаме течна мисла, дикцијата да биде добра, како пред микрофон да не прави. Мислам, тоа се работи кои што ги учиш и кои што е можеби 30 години, кај мене не биле воопшто активирани во глава дека јас ги знам. И сега ако го земеме процесов од тоа детско драмско студио во кое што бев дел 8 години како дете, всушност израснав јас со таа екипа таму, тоа беа како да кажам, ние кога влеговме таму, за мене првата фасцинација беше генерацијата пред нас се деца од Опстанок, најпознатата детска серија во тоа време. Вау! Прво бевме фасцинирани дека имаме можност да ги запознаеме, од друга страна дека можеме да учиме од нив. Тие беа Бушава азбука пред нас, значи Опстанок, сите тие детски серии кои што оставиле траг до ден денес. Македонски народни приказни се снимаат тогаш, деца се земаа од детско драмско студио. И понатаму она што ја обои, да речам, нашата генерација беше првата сезона на Дајте музика, која што имавме чест да бидеме дел од неа, исто така не знаевме тоа што значи. Мислам, деца, веројатно тоа било кажано, меѓутоа на ниво на 6 годишно, 7, 8, 9 годишно дете, не ти е јасно баш како изгледа, само знаевме цело лето нема да одите на летување, секој ден сте во Македонска радио телевизија, од 1 почнуваа снимањата до вечер до 9-10, од причина што требаше да се избегнат, не знам, топли периоди, така натаму и така натаму. Понатаму завршува, да речеме, детското драмско студио дозволува до средно училиште да бидеш дел, моравме да се одвоиме, односно моравме да завршиме, да дадеме простор на некои нови деца. Јас во тоа време немав интенција, ниту некаква привлечност дека треба да продолжам понатаму кон медиумите. Мислам дека имав разочарување, баш она што го кажав и на почетокот, кога ти ќе доживееш така висок критериум за тоа како треба да изгледа една таква институција. По излегувањето од МТВ имав понуда во 2 други приватни телевизии, каде што се сеќавам во првата кога отидов, јас бев в чудо невидена, дека еден човек беше се. Прво студиото беше така, една осмина веројатно од тоа што беше во македонска телевизија на која што ние бевме навикнати. Еден човек беше и режисер, и камерман, и сценарист, и продуцент, и организатор и така натаму. Кога ги прашав, добро, нели треба некој да те среди, најди си спонзор за облека. Мислам, на дете од прва година средно бев, тогаш кога ми беше тоа понудено. И некако тука мислам дека ми следуваше разочарувањето и тука негде застанав, си продолжив средно училиште, факултет продолжив, да речеме, насочена кон економија со тенденција во делот на маркетинг. И кога веќе завршив, влегов во светот на бизнисот. Она што мене ми изгради, нема да одам дел по дел, меѓутоа она што мене би изгради како втор некој чекор беше, имав среќа, мислам, ова е среќа чиста, да во 2005 година имав кратко вработување агенциско, првото моје вработување беше агенциско по завршување на студиите. Имав среќа да влезам во Сивус, IT компанија, во 2005 година, каде што позицијата беше онлайн маркетинг спешалист. Знаеме ние што значи онлайн маркетинг спешалист, ама јас во тој момент не знаев што ќе биде работата. На интервју поминав, ме примија и одеднаш јас влегувам во светов на дигиталните комуникации, каде во тоа време, 2005 година, ние исклучиво имавме можност за да продаваме, тоа беше софтвер кој што се продаваше во светски рамки онлайн, ние имавме можност многу ограничени алатки да користиме, за да можеме да сето она што денес е многу олеснето, мисламе олеснителна околност, како да стигнеме побрзо, во тоа време многу од работите беа пешки. Значи, јас првпат тогаш почнав да се сретнувам со изрази од IT светот, за кои што мене кога ќе ме прашаа што работиш, јас навистина
Маркетинг за кого? Со компјутери. Во тоа време немаше социјални медиуми, ние исклучиво на Google Ads бевме фокусирани, ние работевме сериозно search engine оптимизација, нешто што денес е сведено најмногу во дел на контент. Ние тогаш го работевме на дневна основа во кампањи сериозни, да не зборувам за контент. Тогаш работевме тој digital PR не во контекст на тоа какви објави јас ке имам по медиуми како што е денес. Ние тогаш ние моравме да наоѓаме начини не да платиме, како луѓето да не приметат, за да напишат нешто добро кое што навистина ќе ја потврди нашата визија, односно продуктот кој што го продаваме. Значи, Сивус ми беше една втора точка за ова што сум денес во делот на комуникациите. Понатаму, следниот чекор, извесен период бев дел од бизнис, фамилиарен бизнис, кој што мислам дека од денешна перспектива ме спреми со сите менаџерски, да речеме, капацитети кои што ги имам да ги развијам, со знаењето, со искуството, со преговарањата, со законите, даноците, мислам, сите работи кои што се потребни за да бидеш на чело на една компанија, некако кај мене се испреплетоа низ животов и некако стигнавме до овде. И се сеќавам кога се случи можноста за репрезент, тоа беше 2016 година, буквално си го поставив прашањето што се ми е потребно за да можам да успеам и навистина да чекорам напред. Значи да не биде не успеавме па се вратив. Искрено мислам дека многу искуства се испреплетени, многу различни лекции се научени попатно, и мислам дека се уште имам многу за учење и се уште секојдневно и правам грешки и имаме успешни приказни за да можеме и природно да ја градиме агенцијата на чие чело сум веќе 8 години до денес. На што е фокусот денес кога велиш градиме се тоа што си го поминала како знаење и искуство, каде го инвестираш? Види, искуството најмногу тука се сведува на тоа што е мојата работа. Мојата работа е нели да ја гледам големата слика, заедно со тимот со кој што ја градиме. Всушност, јас сама не можам ништо да постигнам. Јас можам заедно со сите луѓе околу себе. Фокусот секогаш јас сакам да ми биде, освен или големата слика, стратешки како треба да се движиме. Од една страна имам помош за тоа што Represent Communications Македонија е дел од Represent System, каде што тука има многу умни луѓе кои што гледаат исто така, анализираат што е тоа кон кое треба да се свртиме. И ако се вратам назад пред 8 години кога почнавме, по мене тука имаше еден начин како функционираа работите. Имаме клиенти, на клиентите им се потребни тие и тие услуги, се договараме да се испорачаат тие услуги, потпишуваме договор, работата си врви. Многу ups and downs, лево, десно, надвор, боксот немаше. Меѓутоа, во последниве години, како почна и самиот начин на живот, ако можам да кажам, да се трансформира, дали е тоа постпандемиски, дали е тековите се такви, дали технологијата си го наложи тоа. Не знам, веројатно е микс од сето тоа. Веќе фокусот се движи таму каде што кои се очекувањата и што е тоа што на клиентите навистина им треба. Што е тоа што ние треба да го понудиме? Зошто треба да се развиваме и треба да бареме ниче пилари на комуникација кои што во денешно време се потребни. Ако пред X години, да речеме, освен корпоративни комуникации да ги земеме како пример, сме имали интерни и екстерни комуникации внатре во компанијата, надвор како комуницираме и така натаму, одеднашка пред X години доаѓа потребата дека ние треба да имаме посебен пилар на комуникација во дел на employer branding. И тоа е за well-being на самите вработени, да комуницираме како тие се чувствуваат, односно што е тоа што го добиваат од компанијата. И тука негде веќе почнуваат да се, како да кажам, да се позиционираат различни текови кон кои што ние можеме да се свртиме и тука се менува, всушност и целиот начин како и агенциите работиме. Она што на кое што сум навистина со кој што сум навистина среќна е тоа што Репрезент ги следи тие чекори и она што е фокус во моментот, помеѓу другите работи, е темата комуникацијата насочена кон ESG. Зошто?
Сите зборуваме за одржливост, сите зборуваме за sustainability. Ама ESG не е само тоа. Значи не е само воздухот кој што ние го дишеме, не е само како ќе го исчистиме, како ќе помогнеме. Тука се многу различни работи испреплетени на кои што компаниите дефинитивно по мене ќе доаѓа периодот и во Македонија кога ќе почнат сериозно да се обраќаат. Зошто? Ние имаме предност да гледаме како да речеме и регионот функционира. Можам да кажам дека Србија е неколку чекори пред нас и оно што го гледаме кај колегите во Србија, како ова се комуницира, веќе компаниите таму сериозно доаѓаат и велат како што мене ми е потребен стратегија за корпоративни комуникации, мене ми е потребна стратегија и за моите ESG напори кои што јас вложувам во компанијата и за кои што сакам и рапортирам, известувам и за кои што сакам да зборувам. Затоа што не е тоа само сме го платиле, се изведува, па ние сега ќе се пофалиме. Тоа се напори, работи, тимови кои што работат за да успеат да стигнат, да го изведат сето тоа на прав пат. По мене, мислам дека тоа ќе стане маст и не е веќе, не разговараме ние дали сакаме или не сакаме. Од друга страна, она што сметав дека е, и можеби беше некоја потајна желба, подолго, беше да се отвориме малку кон креативниот дел. Кога ќе кажам креативниот, не мислам, креатива многу често кај нас се доживува креативна кампања. И са тоа значи од TVC до се пропратно за една кампања да можеме да ја пропратиме. Не. Креативно ние не сме таа агенција и никогаш нема да бидеме. Значи, репрезент првенствено е настаната од PR агенција, со текот на трансформацијата, дигиталната трансформација се трансформира во ова што сме денес. Меѓутоа, репрезент никогаш нема да сака да се трансформира, да биде голема агенција која што ќе нуди медија баинг, креатива, мислам, да биде во дел од креативната индустрија. Ние сме малку, ако ме праша мене некој сега, јас се гледам како агенција која што е тука за корпоративниот свет најмногу, меѓутоа со сериозен фокус на тоа како и компаниите од тој корпоративен свет треба креативно да бидат доживеани. Тука мислам повеќе на сериозно се отворивме во делот на веб дизајн. Сериозно се отворивме во делот на брендинг, сериозно се отворивме во делот на дефинирање на сите тие процеси и тука најмногу тој дел го фокусирам на насочувам кон клиентите од странство. Значи, клиенти од странство кога зборуваме од Северна Америка, преку Европа, па се до Middle East. Така што малку нашиот пристап е шаренолик, и гледаме буквално гледаме да го држиме, како да кажам, бранот на тоа што во моментот и нас и како ресурси го дозволуваме, за тоа што сите сме свесни колку е денес тешко да се избориш со тимови, со луѓе и со сето она што се очекува. Каков ти е коментарот на ставовите дека странските клиенти овде гледаат само по ефтина цена? Како те го споредиш искуството на работа за Балканот, она што си го знаеме и како бизнис менталитет и начин на однесување, па и склучување договори во кафана, наспроти оно што се случува во Америка и уште поинтересно тоа што се случува во Дубај, во Саудиска Арабија, каде што имаме сосема друг бизнис менталитет? Очекувањата, сега, вака на прва, нели секогаш се супер се они, ние не знаеме како, ние по кафани потпишуваме договори. Од оваа перспектива можам да кажам дека не сме ние, дали Балкан, дали Европа, како сакаме да го гледаме тоа, по мене ние сме многу спремни. Јас, кога се случуваат одредени предизвици со такви клиенти, мене ми е дури нереално, ова балканец да го направи, нели, очекувано е, ама кога ќе го доживееш, зборувам за ситуации каде што очекуваш се да е по PS, нели? Се знае процедура, правило, како и не е секогаш така. Мојот заклучок е дека предизвици има насекаде. И со американските клиенти, и со клиентите, не знам, од Саудиска Арабија или од Дубај. Таму па е сосема друг начинот, затоа што таму па тие допрва се отвараат. Туку што, како да кажам, гледаат особености кои што им се интересни, и некако тука се учиме, за разлика од западниот свет, ако можем, Западна Европа да ја земам и Америка, каде што, да, знаеме, има challenges, не доживуваат малку дека сме ние подчинети, меѓутоа, успехот е тогаш кога тој клиент
ќе ти каже go for it. А нас тоа не се случува. Затоа што само со квалитетна работа и со, јас тоа знам да кажам и пред колегите, треба да ги убедиме. Треба искуството и знаењето да го покажеме дека го знаеме. И тогаш веќе кога ќе дојдеме до тој стадиум, веќе и не знам, и американските клиенти буквално не доживуваат на ниво на партнери, каде што имаме фул доверба. И сега има, обично се вели дека се знае што се услугите на агенција, меѓутоа се менуваат и услугите не поради трендовите. Сега е, да речеме, актуелно employer branding заради моменталната состојба на пазарот на трудот. Утре ќе биде ESG актуелно заради принудата компаниите да известуваат, па мора да преземат нешто. Туку се менува фундаментално како резултат на промена на технологиите. Овде првенствено зборувам за вештачката интелигенција. Како гледаш на таа трансформација која што е однадвор? Практично однадвор во рамки на индустријата. Наметната. Така некако. Види, јас сум човек кој што сум многу тежок на промени. Јас сум човек кој што, како ти кажам, треба да си земеш нов телефон, ќе потпишеш со операторот, ја по месец дена го шетам во ташна, затоа што тоа е пола сат работа, нели, да ги споиш, да ти преземе податоци, дури немаш ни проблем да го направиш тоа. Меѓутоа, мене ми е навикната сум нова, полесно ми е. Како карактер сум таква. Така што сите овие промени, наметнати надвор, не се проблем за мене. Ми треба време да ги апсолвирам и ми треба време да сватам кон што треба да се движам. Прво за себе како човек. Она што го гледам е дека, како што споменав, дека се менува и начинот на работа, така се менува согласно технологијата сето она кое што и ние треба да го научиме. По мене, вештачката интелигенција апсолутно е тема на секаде и е дел од нашето секојдневие. Меѓутоа, уште на самиот почеток кажав и се уште стојам до тоа дека вештачката интелигенција никогаш нема да може креативното во нас да го замени. И тоа е моментот кој што ние го контролираме. И тука треба, навистина, да се посветиме, односно, да се научиме како да ја користиме за да ни помогне во делот на работа, за да ние можеме да се фокусираме на овој креативен дел кој што навистина треба да поттекне од нас, бидејќи вештачката интелигенција не може да знае од 5 години наназад работиш за клиент, му ја знаеш стратегијата, знаеш кои се нивните очекувања, знаеш тој што одлучува што сака да види, знаеш корпорација што му бара, знаеш што треба да испорачаат. Значи ти какви сакаш промптови дај, на било која, Perplexity, ChatGPT, што и да е, ти нема да го добиеш креативниот одговор кој што може само од тука да дојде, познавајќи го искуствено тој клиент. И мислам дека сето тоа, мислам дека е многу погрешно да си дозволуваме 100% да ги користиме. Тоа е за нас тука уште еден предизвик како тимовите да го разберат тоа, бидејќи нели не сакаме ние да се доведеме во ситуација да клиент ни каже чекајте, ова е строго ChatGPT, како што има многу примери, такви ги гледаме, мислам. Јас и ти сме го разговарале тоа, отвараш пост на LinkedIn и гледаш кој ти е генериран со вештачка интелигенција, гледаш кој е, затоа што тоа се изрази кои што не можеш да ги скриеш, реално. Меѓутоа, тука мислам дека дефинитивно е нашата поставеност, нашето размислување. Зошто? Затоа што ако не сме свесни дека и самата индустрија претрпува промени, па клиентите не очекуваат веќе да го добијат, да отидеме ние на состанок да ви понудиме кои услуги ги работиме, што можеме ние од вас. Не, на нас е сега да смислиме што е добро, кој што клиентот би го сакал. Затоа што и клиентот не знае дека тоа е добро, затоа што ние сме тие кои што треба да ја завршат да го завршат креативниот дел од работата. И мислам дека тука е тој трансформативен процес кој што го видов, со кој што уште минатата година, кој што почнавме да го применуваме, затоа што од една страна, пак ја кажам, сите овие промени, насоки, од друга страна, потребен ни е концепт. Потребен ни е ти си Наташа, јас доаѓам кај тебе, јас сметам дека во твојата комуникација ова може да биде cherry on the top. Јас треба да ти го кажам тоа. Ти си таа која што треба да ми го одобриш или да кажеш не, тоа не ми е потребно. Не е твоја работа да го мислиш тоа. И тука мислам дека треба да биде фокусот на нас, како агенции. Ако ги погледнеш наназад сите проекти сработени, клиенти,
тековни, поранешни, посакувани. Ако погледнеш наназад на пичевите, на кампањите, на креативите на видеата, што би си рекла дека ова ни беше полн погодок, а ова можеше и подобро или можеби ова беше добра лекција? Знаете, за се ова има одговор по неколку, не е само еден. Она на кое што сум исклучително горда, денес, го комуницирав и вчера, бидејќи беше годишнина, е роденденот, малиот јубилеј, 5-тиот роденден на Репрезент Македонија. Знаеш како, доаѓаш до ситуација каде што треба да направиш нешто, работата е како ќе го изведеш сето тоа. Требаше да направиме настан, се сеќаваш. Требаше да го одбележиме роденденот, зборувавме како да го одбележиме. Буџетот е тој. На креативноста е како ќе ги потрошиме парите. Тој роденден беше, прво, освен што беше прв пат изведен во Македонија, значи имавме можност да се приклучиме и да се поврземе со Сојузот за глуви и наглуви лица во Македонија, каде што не прифатија, мислам, многу позитивно влегоа во самата соработка. Адаптиравме представа, најгледаната представа во Македонски народен театар "Не се клади на енглези", која што со години веќе е најпосетувана представа. На знаковен јазик ја адаптиравме. Многу едноставно се изведува тоа. Не чини воопшто многу. И ги поканивме луѓето од Сојузот да дојдат, да бидат дел од таа манифестација, каде што за прв пат имаа можност да влезат и да видат како изгледа нашиот театар. Второстепено да гледаат представа. Тоа беше еден таков емотивен момент, што сега кога го кажувам, така емоции ми доаѓаат. Беше на вчерашен ден пред 3 години, каде што ни тие луѓе не беа свесни на што ги каниме, зошто сакаме да дојдат. Ни најавија 5-60 луѓе, се појавија преку 150. Цели семејства. И тоа беше моментот кој што беше преубав, за тоа што мајка, татко, деца, баба, дедо, прв пат влегоа, видоа што значи магијата на театарот. И мислев во тоа време, некако бев горда, затоа што мислев дека, ќе се отвораме, можеби ќе има уште такви иницијативи, за жал не гледам многу такви, некако сите знаеме да направиме забава, сите знаеме бенд да поканиме, кетеринг ќе нарачаме и ќе се журкаме. Поентата е некако да ги скомбинираме за да можеме некој општо добро да направиме. Мојата желба секогаш била таа. И едноставно тоа е за мене најубавиот емотивен, со кој што со емоции гордо зборувам за тој проект. А во однос на останати и проекти и клиенти ги имало многу, ќе ги има уште многу. Сметам дека она што е најважно и кога ќе победиш и кога ќе изгубиш, односно и кога ќе направиш грешка и кога ќе имаш пофалба од страна на клиентот, сметам дека треба сето тоа да се гледа на ниво на искуство, затоа што јас сум човек кој што си вели да ќе ти падне непријатно кога ќе сгрешиш негде човечки. Меѓутоа, секогаш си велам нема разочарување, нема демотивација, тоа треба да ни биде искуство како да бидеме подобри понатаму. И тоа е тоа. За крај, каква е визијата? На каде одиме? Ни се ова што го зборувавме досега. Се движиме полека. Јас сум човек кој што и на почетокот кога ме праша како сакам да ја развиваме Репрезент, јас кажав органик. Можеби тоа ми беше и професионална деформација уште од времето на Сивус, дали имаме organic leads или paid во тоа време, меѓутоа мојот став беше дека треба полека, природно се развиваат работите, затоа што според мене се што е насилно или вештачки има голема веројатност негде да пукне. Не дека природниот пат нема предизвици, ги има, меѓутоа си по-сигурен, некако си по-спремен и знаеш на што си. Дефинитивно не би брзале. Јас лично и мислам дека и сите околу мене веруваме во ова што го работиме, си ја сакаме работата и знаеме дека има потешкоти, има ups and downs, меѓутоа дека навистина на крај плодовите се наши. Така што дефинитивно развој, дефинитивно големата слика и дефинитивно да ги користиме сите алатки кои што ни се нудат, а за тоа мораме паралелно да се едуцираме, затоа што учењето е секогаш во мода. Супер. Ти благодарам, супер емисија имаме. Ти благодарам.